И земјоделците од Струмичко мака мача да се снабдат со потребните количини на дрвја за загревање на пластениците и расадите за престојниот зимски период. За еден кубик цената достигнува и до 3000 денари. Но онаа што дополнително ги загрижува е тоа што има недостаток од дрвја. Ѓорги Дарвошанов од Куклиш вели дека за затоплување на неговите пластеници ќе треба да потроши околу 10.000 евра, што од година во година е се понеисплатливо. Со дрва моментално греем околу 5 декари и ги загреваме со дрва, али таа година дрвата ни дојдеа многу скапи, така да што тешко ќе може да обстанеме. За таа година има нешто на пола набавено, за пола дрва не ни се набавени и ни кажувате на цена од 3000 арки, скапи ни стоат за таа цена да ги грееме тие оранжери ние и не знамо понатаму како ќе настапаме. Затоа Дарвошанов надеж гледа во најавата на јавното претпријатие Струмица газ за проширување на гасоводната мрежа и во ова населено место. Вели дека иако се уште не знае по која цена ќе се продава гасот, сепак очекува дека ќе биде далеку поисплатлив енергенс за затоплување на оранжериите во зимскиот период. За газ, да, имаме и ние слушното за таа дека во Куклиш ќе се уведува газ за грејење за оранжериите, па мислиме оти ќе биде по еколошки, ќе биде и може поисплатливо ќе биде, не знам уште, али ќе биде многу и полесно, нема да се толку уптовараме за дрва, да ги редаме, да стануваме по цела вечер да го така да што на газ ќе се има вентил, ќе си го штелуваш вентило на која температура сакаш и така да ќе не биде многу полесно, а как ќе биде со исплатливоста треба да видиме, да се направи калкулација на која цена ќе ни го набават да го користиме гасот. Загревањето на пластениците за одгледување раноградинарски производи низ струмичките села се уште се врши со печки за греење. Земјоделците посочуваат дека поради обврската пластениците да се загреваат 24 часа, енергијата во цената на производот учествува со 80%.